Почитувам подпредседателе, почитувана министрике за труд, конечно дое денот да се соочиме на една правна проблематика со која што сакате да воведете корпоративна репресија во Републикава, односно да не вратите 2 века назад на теренот на трудовото право. Првиот сегмент е злоупотребата на европско знаменце, кое што е елаборирано овие денови од сите мои колеги, односно нема подпис од министер. Вие, министерке, мислам дека не сте правник, сте социолог, меѓутоа добро ве поучиле да не ставите подпис на оваа лажна изјава и да го насанкате заменик министерот Кутриот да заглави подосна како Миле ми текна по судови, затоа што ова е типична лажна изјава за која ќе елаборирам малку подолу во говорот. Следно, лажните EU регулативи кои што ги наведувате, имено регулативата 1315 од 2013 и регулативата 758 од 2016 се едни сликовници кои што имаат само мапа на коридори, тоа се водич за развој на трансевропска транспортна мрежа и толку. Нема ништо од трудово право во неа, за да вие можете да се повикувате на неа и да го чепкате работничкиот устав кој кај нас е Законот за работни односи како лекс генералис кој се применува на сите вработени, односно без огледали се во јавниот или приватниот сектор. Тоа го призна и Маричич, меѓутоа на Маричич не му е тешко да го признае затоа што не стои негов подпис. Дописи фрчат од секаде, сите синдикати, допис од сама Европска унија, антикорупцијска ви прати допис. Значи, меѓутоа вие упорно се обидувате да не направите колонија на американскиот империализам, фаворизирајќи еден конзорциум кој што ќе ги исцица државните ресурси, но ќе исцица и потта на работниците. Имено во самата Европска унија, со директивата број 88 од 2003 година, бидејќи како активист на Ленка се бавев прилично со трудово право, спротивно стојат работите, значи не онака како што вие ме лажете во оваа изјава, тоа е заменик министерот. Во членот 6 став Б се вели просечно работно време за секој 7-дневен период, вклучувајќи го и прековременото работење, не смее да надминува 48 часа неделно. Вие се обидувате да воведете 12-часовно работно време 6 дена во неделата. Тоа значи дека луѓето кои ќе работат ќе бидат физички исцедени и тие ќе немаат време да ги обноват физичките капацитети за да продолжат нормално да живеат. Имено трите осумки, познатите работнички права кои се изборени во Франција во 19 век, во 1840 година, се однесуваат на 8 часа работа, 8 часа спиење или одмор и 8 часа слободно време за личен, приватен и семеен живот. Вие сега воведувате 12 часа работа, 12 часа одмор, односно тоа значи дека онаа позната куча посо стратегија со која што воведувате модерно робство под европско знаменце со афрички стандарди. Имено првобитната акумулација на капиталот која што кај нас се случи еднаш во време на СДС за транзицијата, сега ќе се случи повторпат, меѓутоа овие пари ќе одат во странство. Например, во Мавританија се работи 54 часа, во Египет 53 часа неделно, во Гамбија 51 и во Буркина Фасо 50 часа. Сите овие се африкански земји и сега во Република Македонија ќе се работи 60 часа неделно, односно ќе се работи дури и 72 часа, бидејќи нема ограничување дали ќе се работи 60 часа неделно. Следно што оди контра вашите аргументи се конвенциите и препораките на МОТ. Меѓународната организација на трудот е многу респектабилна организација која што во светски рамки е постара од Обединети нации. Има десетина конвенции кои се однесуваат на работното време. Ќе ги споменам само две. Конвенцијата број 1 од 1919 година која го фиксира, т.е. го ограничува максималното работно време на 48 часа неделно и конвенцијата број 47 од 1935 година која го фиксира на 40 часа неделно. Значи, согласно нашето право, овие конвенции кои ние сме ги наследили уште од краљевина Југославија преку социјалистичка Југославија се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да бидат менувани со закони. Токму затоа и председателот ви се закани со суспензивно вето, а исто така ќе видиме дали и Уставниот суд ќе ви го укине по итна постапка. Но што е со нашиот устав? Уставот, веќе ја споменав одлуката на Уставниот суд, меѓутоа Уставот во членот 32 став 4 вели дека секој работник има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. И пазете една суштинска формулација. Од овие права работниците не можат да се откажат. Тоа значи дека паѓа во вода оваа законска предлог одлука
дека писмена согласност ќе дал работникот за да работи прековремено. Па не можете да ги ставите во иста ситуација еден газда и еден работник. Токму поради тоа трудово-правниот однос е sui generis однос и токму поради тоа државата треба да биде секогаш на страната на послабиот. Помеѓу силниот и слабиот слободата е таа која угнетува, а законот е тој кој ослободува. Сега имаме ситуација да законот ги поробува работниците наместо да ги ослободува. Следно, членот 35 став 5 од Уставот вели дека трудовото право е материја легис. Тоа значи дека трудовото право се регулира со закон и колективен договор и со договор за вработување. Меѓутоа тој не е облигационен договор. Од тука не можете вие со подзаконски акти на министер да регулирате трудово правна материја. Милион случаи такви како активист на Ленка ви имам соборено на Уставен суд, каде што со правилници на министер, со уредби на влада се обидувате да регулирате законска материја. Не поминува тоа, затоа што нашиот Устав не дозволува, изрично ги наведува изворите под принцип на numerus clausus, изрично наведува што може да биде извор на трудово право. Не може да биде правилник на министер. И последно, а тоа е дефиницијата на работно време. Имено во самиот закон ќе воведете контрадикција. Членот 120 кој никој не го споменува, видете што вика. Работодавачот не смее да наложи работа подолго од полното работно време, значи прековремено, ако работата може да се изврши со соодветна организација или распределба, распоредување или воведување нови смени. Зошто наместо да експлоатирате 1000 работници од Непал, Пакистан или Афганистан, не воведете да работат 2000 македонски работници. Во 3 смени нека работат, наместо да ги експлоатирате. Што тие не се луѓе, што ќе ги увезувате, како што кажува Артан Груби, од странство. И последно ќе се задржам на кривичната одговорност, која сите со подсмев ја гледаме, меѓутоа така ја гледаме додека сте на власт. Кога ќе паднете, веќе работите стануваат посериозни, затоа што оставате црно на бело траги, оставате подписи. Кој ќе одговара за Бехтел и Енка? Прво ќе одговара Бочварски, како подписник на договорот согласно член 377 од Кривичниот законник за сторено кривично дело против правосудството, неизвршување судска одлука. Во ставот 3 се вели службено или одговорно лице кое ќе одбие да изврши одлука на Уставниот суд на Република Македонија што е должно да ја изврши, ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Бочварски знаел дека постои таква одлука, но спротивно на тоа потпишал договор кој е спротивен на таа одлука. Следно, ќе одговара предлагачот. Во случајов предлагачот е заменик министерот Енвер Хусеин по член 361 од Кривичниот законник, а тоа е фалсификување исправа. Еве ќе му го кажам описот на кривичното дело. Вели службено лице кое во службена исправа, книга или спис ќе внесе невистинити податоци или ќе завери службена исправа, книга или спис со невистинита содржина, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 5 години. Еве таа изјава која што министерот ја потпишал. ЕПП број не постои. Број назив на поглавје од право на ЕУ не постои. Одредба од спогодба за стабилизација и асоциација со која се усогласува нормативно не постои. Причини за исполнување обврска нема. Целекс број нема. Одредби од примарни и секундарни избори нема ништо наведено и на крајот само се наведени 2 регулативи кои што се лажни во ситуацијава и од тука ќе одговара предлагачот за фалсификување службена исправа. И трет кој што ќе одговара е спикерот, односно председателот на парламентот, Талат Џафери, за кривично дело несовесно работење во службата по член 353В од Кривичниот законник, кој вели службено или одговорно лице кое со повреда на законските прописи за совесно постапување при вршење дискреционо овластување со пропуштање на должен надзор очигледно несовесно постапува. Од тука Талат Џафери бил должен ваквиот документ, како нецелосен и лажен, да го врати на предлагачот, како што имаме мал милион случаи досега, меѓутоа тој, поради шверцератот кој што го прават, затоа што овој коридор 8 е коридор или Рида, тоа е општо познато, поради тоа, кога ќе паднете од власт, ќе одговараат овие тројца. Од тука, да сумирам, дека современото трудово право потврла, манифестирајќи преку вашите социјални политики, потврла затоа што креира сиромашни работници кои што работат многу без да заработат за нормална екзистенција и тоа е симптом на вашиот неуспех, наместо да
од трудовото право да направите клуч за европска безбедност.